почнуваме обично со некоја игра, тоа не е за да си создадеме некое наше пријатно расположение, убаво да се чувствуваме, да си бидеме насмејани и така, убаво да ни тргне работниот ден. Денес ќе направиме малку нешто поразлично и денот ќе си го започнеме со една загадка со интересна содржина. Да видам кој ќе биде, кој најмногу ќе размислува и кој ќе биде најумен, да речеме, ќе ја погоди загадката. Добро? Значи сите ќе следите внимателно, добро? Убиец е осуден на смрт. Тој може да одбира помеѓу 3 соби. Значи, меѓу 3 соби треба да одбира убиец. Во првата има пожар. Така? Да. Втората соба е полна со вооружени убици. Така? Да. А третата соба пак е полна со лавови кои... Значи, која соба е најбезбедна за него? Така, веќе сите извикавте, така. Најбезбедна соба за него ќе биде точно кај 2 години немали јадено, тие се веќе мртви, така, браво, аплауз. Така, денешниот ден ќе биде интегриран активен ден. Што значи интегриран активен ден? Ден во кој што сите денешни предмети и македонски јазик, и математика, и работа со компјутери, и физичко образование ќе бидат онако што денеска ние ќе работиме, всушност ќе биде најдо кој што многу земји го практикуваат и го применуваат. Цел на денот е денешната цел ние да ја согледате користа од интернетот. Дискусија или разговор. Што очекувам од вас од оваа дискусија? Очекувам правилно да си ги одговорите прашањата што ќе ги поставам за време на дискусијата, значи внимавајте, правилно да ги одговорите, но при тоа да си паметите кое прашање од тие што сме прашала, да си паметите кое вие сте го одговориле и како сте го одговориле. Која е улогата на точката како интерпретација? Значката не служи за завршеток на една реченица. Каков треба да ни биде гласот кога ќе сретнеме точката во текстот? Кога ќе сретнеме точката во текстот, треба да го намалиме гласот. Прашалникот е во текстот да означи некое прашање и кога ќе го сретнеме тој, треба исто така малце да подвикнеме и некако да изглумиме како ние да сме прашали. Затоа и малку ќе поразговараме за неа, да видам што вие сте запомниле. Дали бабата дечиња имала право затоа што се налутила за електронски испратената честитка? Зошто имала или зошто немала? Да слушнем размислување. Сите ваши одговори што сега ги кажавте беа точно одговорени, на вистина е да. Нема грешни одговори овдека, се беше правилно и наведени на 21 век. Честитките веќе не мора да се праќаат, да се троши пари за да се праќаат по пошта за во другите земји каде што чини малку повеќе или да се испрати една честитка, туку истата таа честитка може да се испрати и електронски. Но и бабата била во право што се лутела, бидејќи секако нејзиниот внук е толку многу мил што сака постојано да си гледа честитката
пред себе да се сеќава ова е од мојот внук, така? Да се радува на тоа. Како можеш да комуницираш со другите преку интернет? На кои начини може да се комуницира, Никола? Може да се комуницира на два начина. Тие се преку допишување и преку разговарање. Преку допишување и разговарање. Можеш ли да се гледаш со тој што разговараш? Може. Така. Мајка ми е мила, чиста како свил, а незиното срце како лето со цвет. Таа јасна како ден е човек. Мојата мајка е убава како сончев зрак, што мене разговара од утро до мрак. На мојата мајка лицето и влика, убава е како од уметник слика. Мојата мајка има прекрасни очи, од незиното срце добрина се тоа. Среќен 8 март Милана Ставнички и посакувам среќа и успех во целата година. Вашиот ученик Душа. И фотографии. Така. Сакам да ги искажам моите чувства и да ви кажам дека сте многу добри. Како славе што пее, ко сонце што грее, овој празник само среќа да ви дее. Бидете среќни и весели во вашиот Среќен 8 март Милана Ставнички. Ви посакувам многу среќа, љубов и Оваа честитка сакам да го честитам празникот 8 март на мојата наставничка. Текстот гласи: Милана Ставнички. Среќен 8 март. Славете го празникот со многу љубов, здравје и среќа. Ви посакувам многу среќа во вашиот живот. Убаво го посакува вашата ученичка Ангела Влачевска. Јас сега сакам сама да се уценам и да кажам каде е мојата грешка. Јас грешев кај 8 март бидејќи март сум го напишала со мала буква. И кај убаво го посакува вашата ученичка Ангела Влачевска. Ви со голема. Ставил се шир на глава, бил си мустак за сука.
активности кои јас многу ги сакам. Имаше 4 задачи кои јас ги совладав. Настанчке последната задача најмногу ми се допадна, бидејќи имаше да решавам задачи по математика. Па ја мислам дека овој современ начин на праќање на имейл е доста добар, бидејќи може да се прави што сака и разни пораки да се праќаат.